повелете прашања за новинарите. Повелете. Да, пасошот го вратија. А може нешто повеќе околу Страсбург да ни кажете? Немам никакви информации, освен нашата подготвеност секогаш, кога пријателите од меѓународната заедница ќе повикат на разговори, ние сме подготвени. Благодарам. Лево, повелете. Може ли прашање до господјата Шекеринска, бидејќи денеска излезе скандал токму за незе и незиниот сопруг, дека сами на себе си изнајмувале не еден, туку 4 стана? Ќе добиете изјава и Господја реакција. Шекеринска, ќе може ли да ми одговорите? Ќе ви дадат, ова е пресконференција која што ја водам јас. Никогаш Социјалдемократскиот сојуз не останал должен со одговор, ќе даде одговор. Повелете. Господин Заев, за българската телевизија BTV, очаквате ли утре провокации по време на најголемиот антиправителствен протест кој ќе се состои в историјата на Македонија? Ево вака. Вчера соопштив што се случува и со каква мака се справуваме во делот на обезбедувањето на превозните средства. Тоа продолжува и во текот на денешниот ден. Но секако сите напори ги вложуваме да не остане граѓанин кој што е заинтересиран да присуствува на протестот, а за тоа да нема превоз. Ќе успееме, никој не смее тоа да го спречи. Реков, ако треба со камиони, болдожери, со трактори, народот ќе дојде овде, некој може и ќе тргне пеш, но ќе стигне овде во Скопје. Истовремено, дали некој има лоши намери кон ова кое што ние со сите детали го најавуваме како мирен и ненаселен протест, дали некој има лоши намери тоа да го прави, е повикот на 18-ти, наредниот ден, власта да организира контрапротест и најчудно, и вие сами ќе влечите заклучоци, денеска е обезбеден приклучок на истото место на нашата локација за протестот на 18-ти. Значи имат намера да го прават таму каде што ние ќе останеме. А ние не си одиме. Така да, јас само ќе кажам овде, за да биде јасно. Ние ова работа што ја водиме за добра иднина на Македонија, за сплотување на нашиот народ и за сплотување и на сите етнички заедници, но комплетно на целиот наш народ. Последен пат во вакви чувствителни ситуации знаат целиот свет кој правел контрапротести. Тоа било и во Србија, тоа беше и во Украина. Ако сака и дефинитивно да влезе и да го потврди неговото еднаквост со диктаторите широм светот, тоа конечно има можност да го направи токму на 18-ти. Се надевам дека тоа нема да се случи. Заради тоа апелирам до граѓаните, гордо, достоинствено, со крената глава, сите да бидеме овде, оти од нашата бројчаност и истовремено ќе му помогнеме на Никола Груевски да се откаже од 18-ти. Повелете? Umur Ali Birand, 32. gün Turkish television. In tomorrow's big event, what are your expectations and will you be in the squares until the government resigns? Еве, јас дадов одговор, ќе одговорам на македонски, ќе го направите преводот заради присуството секако и на другите. Ова утре ќе почне. Дај Боже и да заврши ако Никола Груевски поднесе оставка. Но ако не заврши и не поднесе оставка, ние остануваме до крај. Ако јас го започнав овој процес, јас ќе бидам постојано таму. Освен кога ќе бидам на преговори кои што дај Боже да дадат резултат, оставка на Никола Груевски, преодна влада, нормализација на Македонија и предвремени парламентарни избори. Ќе го водам нашиот народ рамноправно со граѓаните, рамо до рамо до конечната цел, заминување на Никола Груевски од политичката сцена. Повелете прашање? Повелете? Најважното од се, мислам, за медиумите и за поголем дел од јавноста. Бидејќи утре почнувате со митинг, кој нема крај, предпоставам дека ќе трае, нели? Дали ќе продолжите со бомбите? Еве вака.
Со самото отварање на протестите и начинот на тоа како ќе бидат организирани протестите, со бомбите ќе застанеме. Останавме должни за еден случај за кој што се заинтересирани многу граѓани. Тоа е убиството на Смилковското езеро или случајот Монструм. Јас дадов збор. Се што поседуваме како докази, ќе го објавиме. Но заради чувствителноста на состојбите, сигурно дека ќе имаат граѓаните разбирање зошто тоа не го направивме пред големиот протест. Но зборот е збор. Даден е зборот и овие докази ќе бидат споделени со јавноста во соодветно време. Така да, денеска почнува паузата на бомбите. Не е крајот на бомбите. Стотици и стотици илјадници разговори поседува опозицијата. Точно е дека 70% тие стотици и стотици се за опозицијата. Но ние досега имаме објавено околу 500 само разговори. Така да се надевам дека нема да има потреба оваа пауза на објавување на разговори кои што потврдуваат криминали, корупција и незаконски дејствија, дека нема да има потреба да продолжат, а тоа ќе се случи единствено со оставка на Никола Груевски. Ако нема прашања, дозволете уште еднаш за крај да го повикам целиот наш народ. Ако не може да се качи во автобус, да најде начин како да дојде во центарот на нашиот главен град пред владата. Ова утре што ќе се случи, ќе биде мирен, ненасилен протест со сите делови на сценариото кои што ги објаснував. Но најважно од се, нашите генерации ќе имат единствената шанса утре да не ја пропуштат граѓаните оваа историска шанса, каде што ќе бидеме сите, од сите етнички заедници, каде ќе ги испратиме сите пораки што мораме да ги испратиме, каде што настанот ќе се памети и зборува години и години.